Во чаршија, во кафанче, ке си пукнам, што немам пари, немам кола. Се наоѓаме во Скопската населба Тафталиџа. Мислам дека слушате некои интересни звуци. Поп пејачката Сара Мејц држи часови на дечиња кои се викаат часови за поп музика. Ајде на што се случува внатре. Hello. Мамо. Како сте? Добри? Hello, дечки. Гледате ексклузив? Да. Па, нормално. Сара, во едно поинаково издање, не си денеска тука мама, не си на сцена, туку си дечиња и си учителка. Да, наставничка. Наставничка. Не, па сите мили деца ме викаат Сара, заради тоа што сакам да имам еден пријателски однос со нив. Еве ќе ги прашате нив, они ќе ви кажат дали тоа сме го остварили, дали е тоа така. Тука сум заради тоа што искрено се пронајдов многу, значи не сум многу долго време дел од оваа работа, веќе втора година ми е, ама можам да кажам дека птен се пронаоѓам и стварно ми е многу убаво. Имам среќа, универзумот ме сака полно пати, кажам, заради тоа што ми се запишуваат прекрасни деца што навистина многу убаво пеат, ќе видите и сами ќе слушнете после кратко време. Ми е многу мерак и ми е предизвик со деца кои што се многу талентирани, а има на што да се работи и има што да се надградува. Учиме дишење, учиме техника во пеење, учиме постановка на грло и на крајот најубавото и најсладкото е самата музика и самата песна, учиме фразирање и сите разни музикални работи во Има ли талентирани деца во Скопје? Многу. Дури јас сум изненадена од тоа колку талентирани деца има. Да, имам и помала група, 6-7 годишни дечиња, мисля тоа, и тие се супер талентирани. Ова ми се моите првенци, односно децата со кои што почнав, кои што од стар сме заедно и затоа не сите ги сакам многу, да не кажам дека некој сакам најмногу, сите ги сакам најмногу. Што најмногу слушаат музика? Како? И па зависи, секој од нив е индивидуалец и многу ми е драго поради тоа што е така. Еве пример Матеј, слушам многу Бруно Марс, на таа тема се наоѓаме јас и Матеј. Сите се сега не почнам за секој од нив поделно да кажам, секој од нив има стварно собствен стил и мислам дека за нив поединечно ќе слушнеме после кратко време. Да не ги фалам сега јас. Да не ги фалиш. Дали од нив ќе излезат звезди на македонско небо? Па искрено сигурна сум во нивниот талент 100%. Дури некогаш сум размислувала како јас да допринесам за тоа да се случи што е можно побрзо. Не име уште, мислам требаше некоја година, они се 12 и 13 годишни. Оваа група зборувам, нели има и помали, има и повозрасни. Сакам да се створи, мислам дека сега сме во еден период каде што искрено ствараме плодна почва за тоа македонско небо и таа македонска естрада. Морам да кажам и вие, ексклузив, сте виновници за тоа, заради тоа што ја обогатуваме естрадата, сцената, се прават искрено последно време многу интересни песни ми се допаѓаат. Имаме добри продуценти, имаме добри пејачи, имаме добри бендови, нови што излегуваат. Така што стварно верувам и сум позитивно гледам на тоа. Значи, сакам да има треба да има простор за они да се мотивирани, а мислам дека тој простор сега баш почнува да се ствара од ново, до пред кратко време го немаше. До 2000-2001-2002 како статистички ви влегов со анализа. Беше супер плодно, па имавме една дупка, па сега мислам дека пак се ствара и таман они мислам дека ќе бидат помагатели за да се дооформи таа естрада. Ајде ние да не ви сметаме, ќе бидеме вака позадина да слушаме како пеа дечки, нели? Може? Ајде, може да повелете. Not really sure how to feel about it or something.